Почитувани, добар ден. Го гледате понеделничкото издание на Црвена линија. Македонците се најголеми пушачи во регионот, а во светски рамки во топ 10. На 45% од населението во земјава консумираат цигари, а за споредба во Европската Унија пушачи се 18,4%, а во светот 17% од населението. Секој втор пушач во Македонија троши повеќе од една кутија цигари дневно, а возраста на која младите почнуваат да пушат драстично се намалува. Пушачите, дали се сиромашни, од средна класа или богати, немаат намера да се откажат од пушењето. Како да се намали бројот на пушачите, она што прашуваме во Црвена линија. Секако ќе издвоиме дали според вас тоа со едукација, со зголемување на цената на цигарите, со плаќање дополнително здравство, ако сте пушач, со забрана на пушење во секој затворен простор. Тоа се прашањата во Црвена линија, но кога прашуваме и на Инстаграм. Ако сакате да учествувате активно на анкетата, задолжително заследете не, кликнете веднаш на Инстаграм стори, а таму ќе ве пречака следново прашање. Закон има за забрането пушење, но не се почитува. Зошто е тоа така? Имате две опции за одговор. Под А, мали се казните, или пак под Б, инспекциите не си ја работат работата. Во продолжение, секако ќе ве потсетам за активно учество во Црвена линија. Се врти нашиот добро познат телефонски број 0230700005. Задолжително се намалува целосно тонот на телевизорот, а секако оние кои што нема да успееме да ги вклучиме во рамки на оваа дискусија во живо, можете да учествувате преку коментари и споделување на нашата Facebook страница Црвена линија. Заследете не, како и страницата на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Во продолжение за она за што ќе зборуваме со вас од прилогот на Ирина Чачкова. Би се откажале од некои прехранбени производи за да купат цигари. Македонците најголеми пушачи во регионот, а во топ 10 се и во светот. На 45% од населението во земјава конзумира цигари. Во истражувањата спроведени од тимот на аналитика, кои беа презентирани во Тирана, стои дека во семејствата каде има пушачи, особено во оние посиромашните, се одлучуваат дури да се откажат од одредени прехранбени производи, за да имаат доволно пари за цигари. Слична е состојбата кај фамилиите со поголем доход. Таму се подготвени да ги лишат и своите деца од одредени работи. Сега ние сме свесни дека во нашата држава основното и средното образование се бесплатни, меѓутоа постојат така наречени дополнителни услуги во образованието, курсеви, странски јазик и така натаму, каде што е забележено на некој начин отфрлање на овие услуги, односно домаќинствата на некој начин средствата кои што ги трошат за тутун ги сфрлаат овие услуги, односно на некој начин ги изолираат своите деца од вакви услуги, додека пак во поглед на побогатите домаќинства се работи за дополнителни трошоци за алкохол. Бројките покажуваат дека во земјава цигарите се наевтини во однос на оние кои се продаваат кај нашите соседи. Минатата година една кутија во просек чинела 2,4 евра, а на акциза отпаѓаат 1,12 евра. Но истражувањата покажуваат дека ако се зголеми специфичната акциза за 16%, приходите од овој дел во буџетот годишно би пораснале за околу 30 милиони евра. Ono što je veoma značajno prosto jeste ta činjenica da iznos novca koji se prikupi na taj način, znači u samom budžetu, bi trebao, smatramo da je tako fair, je li tako, da se preusmjeri na one potrebe najčešće Fonda za zdravstvo, za lečenje onih bolesti koji su povezani sa duvanom, znači da prosto se ta sredstva iskoriste na način da se poboljša zdravstvena situacija u zemlji. Според анализите во земјите од ЕУ, минималниот износ на акцизата е 90 евра за 1000 цигари, кај нас пак изнесува 56 евра за 1000 цигари. Очекувањата се дека ќе се зголеми до 200 евра, со што значително би скокнала цената на цигарите. За сега препораките се да се воведат поблаги мерки против пушењето, како на пример што беше во минатото кога имаше забрана во затворени простори. Поригорозни чекори од типот на забрането пушење на отворено генерално се применуваат во развиените држави.
А сега дискусијата ја почнуваме со вас. Оно што денес не интересира во Црвена линија, секако ги очекуваме одговорите од вас е како да се намали бројот на пушачи. Дали според вас најдобро тоа да се направи со помош на едукација, можеби со зголемување на цената на цигарите, со плаќање дополнително здравство доколку сте пушач или пак со забрана на пушење во секој затворен простор. Ќе ги охрабрам и оние кои што биле можеби долгогодишни пушачи, но успеале да се изборат со оваа навика и денеска спаѓаат во категорија на оние кои што се не пушачи, всушност веќе долги години не конзумираат цигари. Како да е, дискусијата ја почнуваме и продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Дали сте ве пушач или... Малу студио да ти опојача гласот, зашто слабо се слушаме. Слабо ме слушате. Дали сте пушач, еве да прашам? Кој ќе почне во 16 часот и 10 минути, вака, ќе речеме добар ден, Тина, и тамо негде околу 17 часот некој ќе се уоѓа, ќе вика добра вечер, Тина. Так. Сеќавате латкиот период. Па полека ќе се некој после у 16:30 ќе вика добра вечер, Тина. Ајде кажете ми дали вие спаѓате во луѓето кои што се пушачи? Да, јас сум пушач. Така, сте имали ли можност да се охрабрите и ви да успеете да се одвикнете од таа навика? Па нели имавме превенција? Ја прво ќе речем, мој предлог е забрането за деца до 18 години пушење цигари. Тука е прво што треба се, дете до 18 години до направи полнолетство, забрането пушење цигари. Нека спортуе, нека трча, никако цигари. Па ние некој пред овие 7 години га легализира марихуаната, затоа правиме дубиоза на едно, сами на себе. Не разбирате се, што треба да чадат сега? Зошто ја кажем? А ти знаете што е, да не кажем што е мерак 2 дима после све. 2 дима после све, добро јадење, добро пиење, 2 дима. 2 дима збориме од цигара, не збориме од марихуана или некои глупости тамо на деца. Тие на децава до 14-15 и пуштаат дрога. Затоа малу ова кој ќе... Ова е многу сериозна тема. Е се работи за тутунот, за цигарата. Кој витка, како витка и што витка? Благодарам многу за учеството. Пред се со вас еве го започнуваме ово издание на Црвена линија. Благодарам што ни дадовте одговори, но и останете со нас да видиме какви искуства кога станува збор за употребата на цигари ќе споделат и останатите гледачи и всушност каде го гледаат решението за намалување на процентот и искоренување, се разбира, на бројот на пушачи во земјава со оглед на тоа што сме и лидери во регионот во однос на корисници на цигари. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Па име, дали имате во семејството пушачи, дали сте вие пушач, како може да се искорени оваа навика? Јас да ти кажам, немам во семејството пушач. Јас некогаш бев голем пушач и да ти кажам, не знам што се случуваше, Тина, вика карактер, не си карактер, нели така кажува. Ако не можеш да ги откажеш, до карактерот било. Значи, јас сум многу карактерна личност, ама цигарите никако не можев да ги откажам. Веруваш или не, немавме леп да јадеме, под кирија живеевме, со маж ми делевме цигарите, да речеме 3 нему, 3 мене. Така бевме како наркомани. Не можам да го опишам тоа чувство. Значи, додека не ми се јави здравствен проблем, јас едноставно не ги оставив цигари, не можев да ги оставам. Значи, иако имаш едукативни емисии, кога имаш едукативни емисии, ја го вртев каналот, зашто знаев дека се штетни, ама нели смислено онака, не знам како да ти кажам, ме тераше нешто да запалам цигара. Свесно го негиравте проблемот, дури не кефте ниту да слушате, нели да ви се зборува за тоа дека е штетно. Немавме пари, и се беше тоа, само цигарата да биде после јадење, што рече гледачот, бе убавина, глупости зборувам сега, тоа мислам го кажувам без везе сега, затоа што самата си се критикувам себе, како сум можела да бидам таква, сега не пушам и среќна сум што не пушам, ама ете сум пушела, Тина, и мислам дека и да има инспекции, што да има, јас внука ми која доаѓаше не пушев, ама кога ќе отидеше, па 10 цигари ќе запалев кога ќе си заминеше она. Значи,
Така, големо благодарам еве што со јавноста секако зборувавте како еден вид пателец, но и човек кој што ете успеал да ја победи оваа зависност. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, па еве во Ајде однос... напред ние пушачите. Значи, вие сте пушач, сте имали ли, еве, сте се охрабрили ли да ја оставите оваа лоша навика? Не. Ниту имам намера, ниту ми фалат пари, и ја и сопругата моја и седме тројца да пушиме. Само едно, смислам дека е тоа позитивно доста, многу сме внимателни према внуците, во просториите кај што седиме ние, дневната соба, не пушиме. Кога се децата тука, кога не се тука, тогаш пушиме, ама брзо се лупсира тоа. Тоа е, сега навика си е навика. Меѓутоа, ја можам да ги оставам ако се согласа син ми и сопругата моја, одма можам да ги отрежам. А што тие ми прават друштво, дека ајде си пушам јас. А еве како да ги одвикнеме всушност младите, еве да му кажеме според вас кој е најдобар метод за да се намали бројот на пушачи да не посегнуваат по цигари? Добро да не пушат, да западат за зло, да го наречам ја зло. Меѓутоа, ипак треба да опстои тутунската индустрија. А ако нема пушачи, многу малце ќе се троши тутун. Дали би се откажале доколку цигарите би имале висока цена? Па не може да имат кај нас. Имам добар стандард, немам гајле. Така, добро, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Здраво. Здраво. Дали спаѓаме меѓу оние проценти преброени во земјава како пушачи или сме непушачи? Види, до 2019 пушачите страфтен по 3 кутии цигари дневно. 3 кутии, тоа е премногу. Како успеавте да ја совладате оваа лоша навика? Наеднаш, во исти ден. Значи, све што има цигари ги испушив до тој ден, така се задало задача недела дена порано. И последната кога ќе испушам, викам, толку е, од утре нема цигари. И така бидна. Како се одлучевте од утре да нема цигари токму тој ден? Така, едноставно решив доста е стругање на грлото, мислам, тие како да имаш некој предмет у дишникот па да ти прави како да ти иде горе-доле, знаеш? Зашто да викам да ми прави проблем кога можам без него. Да немам проблем. Па ева како да се укаже, Види, што да се преземе да немам? Не им бранам на голем број на пушачите пушачи. да си пушат. Ме разбирате? Ало? Да, ве слушаме. Значи, тој што сака да пуши, нека си пуши. Негова работа, кога осети зорт, сам ке се откажи. Енаку, како ке функционираат овие компании за цигари, што се, да речеме, Филип Морис или слични на нив, како ке работат нашите тутунари овдека, за кого ке сада тутун ако нема пушачи како мене, да речеме. А јас се нарекувам будала, не ќе му множина да зборам, ама будали како мене. Време нема, па така, тоа е тоа. Значи, сакале пушеле, сакале не, поздрав. Благодарам многу секако за учеството во Црвена линија и вашите одговори. Во продолжение ќе прочитаме и дел од твитовите кога веќе зборуваме за пушењето, за кое што според последните истражувања македонците се најголеми пушачи во регионот, а во светски рамки сме дури во топ 10. Јасмина го има напишано следното. Керка ми, кога ќе замириса на цигари во Австралија, вика ми мириса на Македонија. Се е кажано за жал. Па еве, на што се должи овој огромен процент и тоа да бидеме дури и лидери, високо да котираме на скалата на пушачи во светски рамки. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Да, намален е, Тина. Така, па еве, Зошто? Од Биџево. Од Биџево се јавувате. Дали сте пушач? Јас како млад пушев, ама кога бев учител во 5 села, 6 села, не пушев.
Така, како успеавте да се одвикнете еве од оваа навика? Дури не поручав, не палев цигари. И јас цела кутија не пушев никогаш. А пушањето е зависност, исто е како дрогата. Така, па еве како е најдобро да не се регрутираат нови пушачи, односно да немаме толку млади кои што почнуваат да пушат цигари? Кој метод е најдобар? Не може да се разбери сега со младиве. Не слушат стари сега. Сега не е како порано. Порано старите се слушае. Сега не те прашат ни старите, ни никого. Дали ако се покачи анормно цената на цигарите, тоа ќе биде доволна причина да имаме помалку пушачи? Па поголема е цената на цигарите отколку јадењето. Поскапи се цигарите отколку храната. Така е. И треба да се прекине тие. Тоа е како отров, не е за рако. И затоа треба тие да се прекинат пушењето. Закон има за забрането пушење, но не се почитува. Дали според вас тоа е затоа што се мали казните или пак инспекциите не се работат? Не се работат, овде нема ред во државава. Тино. Благодарам многу, останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ке си дозволам да ве прашам дали спаѓате меѓу оние проценти на пушачи во земјата или сте не пушач? Пушам цигари цел живот. Сте се потрудили ли еве да се ослободите од оваа лоша навика? Не е лоша навика по моје мислење. По моје мислење најголем проблем е секреацијата. Секреацијата е најголем проблем, не е цигарите. Сметате дека стресот е поопасен од цигарите, но еве како и да е мора да признаеме дека цигарите се зависност и секако имаат штетно влијание врз здравјето. Нема штетно влијание во здравјето ако палиш една кутија во денот. Но тоа, да ви кажам искрено, во последно време, според процентите се забележува дека дури пушачите користат по 2,5 кутии дневно. Како да ги одвикнеме младите да не стекнуваат вакви навики? Не може да одвикнеш никого, добро кажа преходниот гледач, добро кажа, сега не може да командаш никого. Зошто според вас не се почитува законот за забрането пушење? Па, затоа што и тие што го контролира законот, и тие се пушачи. Да. Така, добро, благодарам многу, драго ни е што ви имавме во црвена линија. Останете со нас, секако да слушнеме што е можно повеќе одговори. Јас уште еднаш еве ќе ги охрабрам сите оние кои што можеби сте биле долгогодишни пушачи, но сте успееле да се изборите со оваа зависност. Ке потсетиме дека на 45% од населението во земјава консумираат цигари, а за споредба во Европската Унија пушачи се 18,4%, а во светот 17% од населението. Зошто во Македонија имаме еве највисока стапка, па дури и во светски рамки сме во оние топ 10. Зошто е тоа така? Добар ден. Ало? Добар ден. Зошто еве македонците се најголеми пушачи во регионот според вас? Најголеми пушачи зошто се македонците? Да. Најголемиот порок што е кај луѓето е цигарите, алкохолот и коцката. Јас бев пушач 30 години. Кога удрив калемот, не знам колку илјади евра сум ги фрлил во ветар, во оган, во чат. Како успеавте да се изборите, ве молам, како успеавте по 30 години да се изборите да престанете да пушите? Па така е, еден ден реков не излегувам од дома и месец дена излегов од куќниот прак. И кога излегов, се беше нормално, пиев кафе, се напив една ракичка и не ме влечеше на никотин. Казните се минимални.
казните кај нас во Македонија законот важи само 3 месеци. После никој не се придржува, ни инспекциите, ни граѓаните, никој. А еве зошто тогаш македонците според вас се толкави љубители на ваква штетна навика? Па, види, Тино, македонците се најбедниот народ на Балканот и во светот и затоа се посегнуваат по... Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Сега ко препорачувам да останете вие со нас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Јас да кажам дека сум еден од оние среќниците. За мои 66 години немам цигара запалено. Еве како успеавте да им одолеете на сите оние кои што можеби ни животот ве провоцираа, ви велеа дека не сте доволно мангуп, не сте кул, како успеавте еве да не ја стекнете оваа зависност? Не ми можат ништо, никој не може да ме убеди. Кога сам сакам да не навлезам у тоа, не може да ме... Како да е, ова се стекнати навики, интересно дека најмладиот пушач кај нас има само 13 години. Еве како да ги спасиме младите да немаат контакт со овој порок? Треба да се почне, да се работи на тоа, ама од денес, утре, задутре, тешко да биде тоа. За таа работа да успее, по моје мислење, 2 генерации треба да поминат, 40 до 50 години, како што е сега состојбава. Според вас, зошто еве не се почитува законот за забрането пушење во земјава? Нема казни. Законот е донесен. Убав е законот. Кој го прекршува, дали го казнуваат? И ако го казнат, одма трчи да му ја тргнат казната. Врски да се фаќаат. Дали сметате ако бидат навистина екстремно скапи цигарите, ќе има помалку пушачи? Ни случајно. Тој што пуши, ќе пуши. Така, големо благодарам и вам за учеството и секоја чест што никогаш во животот еве не сте запалиле цигара. Но во продолжение да слушнеме, особено сакаме еве да слушаме кои методи како успеале оние кои што биле долгогодишни пушачи и им рекле не на цигарите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па јас сум еден од нив. Пушев негде од 14 на години и цигарите ги оставив во 2005 година. Значи, почнав како средношколец и обично така се почнува. Средношколците, еве и тука до мене имам гимназија. Дворот ни е полн со девојчиња и дечиња кои што со цигарите уста се. Така да тоа е, значи, периодот кога се почнува. Чисто од кабадајлок, од кој сум јас или така нешто. Сега, се пуши најмногу, јас пушев најмногу од сабајле кога ќе бев гладен. Значи, таква ми беше работата со патување, со обавезен оброк на работа во 10 сато и до 10 сато јас чотепав 4-5 цигари. И то од јадење в уста немав ставено ништо. И еднаш ми се слоши, мислам така нешто не ми се слоши, ми се крена притисокот и реков, готово, од утре појќе цигара не. И еве сум 19 години, 6 септември 2005 година го памтам уште, 19 години јас од цигарите имам расчистено. Големо браво за тоа што сте го сториле и оно што можеме досега да заклучиме дека оние кои што се откажале имале ситуација која што навистина била на некој начин и заканувачка по нивното здравје. Дали треба да дојдеме во ситуација да не биде загрозено здравјето за да престанеме да пушиме цигари или можеби државата може да превземе мерки, односно барем да се почитува законот за забрането пушење. Го имаме, зошто не се почитува, ќе видиме што ќе каже следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Зошто не се почитува законот за забрането пушење во земјава?
Не знам, јас тоа знаат инспекторите. Јас човек не пушам. Ја пушам по 3 години. Вие пушите по 3 кути? По 3. Ама ги откажав. И откажах, сега не пушам. Не пушам. Секој може да ги откаже. Секој може. И тоа треба да се посетат на пазар, што се продава ѓубре од тутун. Од ѓубре прават цигари, прават се свашта. А не, овие што ги прават филтерите. Они прават, јас не знам, ади. По-добре ми што не пушам. Не знам. Да ги пушам од дете. Од дете. Сега и да не пушам. Биде и поздравен. Да ми останете во добро здравје, одлична и мощна умна одлука. Како и да е, цигарите е факт дека создаваат голема зависност, но интересно дека младите се први на удар. А ако кликнете на tilma.com.mk и сега којете можете и на пребарување на сајтот на нашата телевизија да се задржите на еден наслов кој што датира дури од минатата година, бидејќи од година во година се прават истражувања кога станува збор за пушењето. Минатата година во декември според истражувањето било заклучено дека достапноста, ниските цени на цигарите и малата едукација причини за младите да почнат со пушење. Па еве како може да се намали процентот на пушачи во земјава со оглед на тоа што високо котираме, па дури замислете и во светски рамки сме во оние топ 10 земји каде што процентот е над 45% од населението спаѓаат во категорија на пушачи. Дали треба повеќе едукација, дали треба да бидат екстремно високи цените на цигарите, како што тоа случај во голем дел од земјите, во Австралија, например, со плаќање на дополнително здравство ако сте пушач или пак со забрана на пушење во секој затворен простор. Добар ден. Добар ден, убав ден. Дали спаѓате во меѓу пушачите или сте оние кои што... Па вака, јас, ако сум јас на линија. Да, ве слушаме. Благодарам. Пака, прво јас бев пушев негде околу 3 кутии на ден и кога видов дека почна да црнила да плюкам, решив сам. Од утре нема пушење. Значи, за да се остават цигарите, треба прво тврда волја, сам себе да се казнеш дека тоа што си го правил повеќе нема да го правиш и значи ќе го земеш оној правиот пат. Тоа е едниот услов, значи тврда волја. Вториот услов е докторите. Кој како ќе оди на лекар, ако го констатира дека е пушач, ти, господине, треба да престанеш да пушиш, затоа што здравието ти е загрозено. А сите ние, кога докторот ни каже дека здравието ни е во прашање, значи сигурно, ако не повеќе 50-50, ќе се откажат. Зошто во Македонија имаме толков голем процент на пушачи? Зошто е тоа така? Кажам и тоа. Значи, и третото е, само да го докажам оно што мислам. Значи, а третото е да се зголема цените како што е во Австралија. Најнеквалитетните цигари се околу $15 австралиски. Тие квалитетните Морис Гори само, тие се над $20 за кутија. Тогаш ќе размислат сите кога значи цените мора да се качат абнормално за да не ги пушиме. А иначе за се треба волја, за се треба значи да се сами себе определиме. Благодарам многу за учеството во Црвена линија, повторно од твит, поточно сега веќе X платформата, Димитар го има напишано следното. Има кафани, ресторани, мејани клубови, каде не се пуши. Што се тискате меѓу пушачи? Јас никад не би седнал у кафана каде пушењето е забрането. Јајмо што не е јасно. Само свој напишал, 20 години не пушам. Кога ќе видам што се трпат пушачи, многу ми е мило што не пушам. Но како да е пушачите, за пушачите секако пушењето цигари е вистинска зависност. Не може да се замисли утринското кафе без неколку цигари, потоа има после јадење и така натаму, но она што загрижува дека кај нас е многу ниска и стапката всушност во однос на години на оние млади кои што почнуваат да пушат. Зошто Македонија има толку голем процент на пушачи? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден.
секој пушач нака земе калкулаторот и нака израчуна 365 дена по 1,5 евро или по 2 евра, колку е кутија цигари, 110-120 денари, нака направи еден прорачун колку евра се од текот на годината и што може да направи за тие пари кога би отишол на годишен одмор во Анталија или во Хрватска или било каде, во Шпанија, што може, како може да ужива за тие пари. Само тоа. А еве, зошто е толку голем според вас процентот на пушачи во земјава? Зошто имаме толку многу пушачи? Зошто е менталитетот таков на македонецот и на останалите на Балканот. Што пред мене кажа едниот, вика, во Австралија ако е $15 австралиски една кутија цигари, нака ги направат и овде, нака полицијата ги разбрка тие приватни што произведуваат тутун, што продаваат по пазарите, ќе се намали потрошувачката на цигари, ќе се намали побарувачката на цигари, ќе се намали и бројот на пушачи. Така, благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Останете со нас. На Твитер Џон Кју го напишал следново. Мајке ми, свадба ако правам, некад пушачи нема да канам. Не постои побезобразно створење. Стојанче Дивурст напишал, не знам за кај тебе како, ама кај мене ако беше така, само ја, баба ми и на невестата татко и ќе бевме на свадбата. Џон Кју, исто ти се фаќа си како 90% не се присутни. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Зошто Македонија еве високо котира, ама полоша навика, поголем процент на пушачи во земјата? Па, знаеш Тина, она 500 години под турско сме биле и како изреката е пушиш како турчин. И нормално останало традиција. Па еве како да се избориме, барем да не се регрутираат нови пушачи меѓу младите? Не може. Цигарето е уметност да го уживаш, а не да биш многу да се третеш за цигара. Значи, со кафенце да си испушиш за мерак и пушиш додека не ти смета. Така ја исто си земав цигари, се возев в авионски многу, си земав по звештеки, онија Малборо или Кент, беа тогаш у мода. И шо мерак дома ќе донесеш како бомбони да им даваш убави. А еве младите, секако ќе се сложите дека апсолутно е неприфатливо деца од 13, 14, 15 години? Не толку млади. Таму после средното да може, мислам, али со усул да има да не се тресе многу за цигарето. Не ли сметате дека е подобро да нема никаква зависност? Добро сега, тоа е навик, убаво е да имаш контрола. И утре, ако ти смета, еве, исто мене, ја пушев, ко почнаш вика. Така, благодарам многу и браво, еве, што сте успеале да се изборите со ова зависност, иако, еве, по ова што можевме да слушаме, некои од гледачите гледаат и помалку уживање во цигарата. Но како и да е, застрашувачки се бројките, македонците се најголеми пушачи во регионот. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер. Господине Талеве, зошто македонците се топ 10 најголем број пушачи во светот? Сигурно голем дел од нив сака да се прават големи мангупи и големи дами, нели? Секој почнал цигари да пуши со занесување, со снобизам, некој голтал чат и сега да и јас онај некаков мангуп е со цигара на уста. Да, јас да голтам чат. Јас цигари, како детиште таму кога почнав прв пат излегувам на Корзово, еден така мој другар, излегуваме, купува цигари партнер и јас пумо негов и ја цигари партнер. Таму на Корзово, пред Цепенков, тој чести, ја честам таму, девојки, другите, пувкаме, ми горчи, не ми е пријатно, не ми е убаво. И тогаш си реков, што морам јас цигари да пушам?
За тие пари можам да си купам било што, сок, чоколадо, било што. И така, фала Богу, никогаш не станав зависник. И жал ми е за тие што се зависници од голтење чат. Што има уживање да голташ чат? Има фабрики со оджаци, автомобили испуштат чат. Сега да дишиме чат и од ауспуси, нели, на колите. Многу ми е ниско, душата ме боли, кој ќе видам дечиња мали сега со цигара в уста, но тие не се криви, криви се татковци, мајки, поготово мајки што... Ке подсетам, внимавајте на таймерот, 90 секунди. Господин Натале, благодарам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. За среќа добив 2 пати. Едно по друго. Па еве, како можеме да го намалиме процентот на пушачи во земјава? Само со воспитување. Ако дечиња мали ги воспитаме дека пушењето е сатанска работа, дека цигарата е чат на сатаната, дека темјанот е чат на Бога. И ако се воспита дека тоа е штетно од најмали години, дека е грев пред Бога, тоа дете винина нема да стане ни пушач, ни наркоман, ни комарджија, ни пијандура, ни само со едукација и со воспитување од најмали години. Еве, кажете ми, според вас, зошто не се почитува законот за забрането пушење? Ако памтите, кога беше ВМРО на власт тамо до 2016, се стекне на убава навика, дури дома ке луѓе каде одев, самите пушачи не пушеа дома. Така нека култура се стекна по ресторани, по кафе барови. Порано кога бев млад, тамо некаде тинејџер во тие кафе барови диска, тоа беше гасна комора, Аушвиц. Излегуваш искапан, чисти алишта, сидиш дома, смрдиш, корниш на цигари. Таа смрдеа, како некој уживат во таа смрдеа, Ардо рече тука на порака дека ми мириса на Македонија гасна комора, нели? И кога дојде овој од СДС, се наруши. Одам Битола 2017-2018 на жена болна носев на болница програм, докторот натре во амбуланта цигара пушеше. И се реков, гледај која мизерија, се смени власта, се хаос настана пак. Со ВМРО имаше ред и за пушење за се. Тоа е, за жал. Благодарам многу за второто јавување во Црвена линија. Росана на Твитер има напишано: Македонија статистички во првите 10 земји во Европа по број на пушачи. Ова може важи за Запад, за тука не. Буквално секој втор пуши во Македонија. Па зошто е тоа така? Зошто сме меѓу топ 10 во светот како нација со најголем број пушачи? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па вака, дали ќе се намали бројот на пушачи? Може малку ќе се намали бројот на пушачи, а едукација секако. Секако и шо викаат и другиве, од дома воспитување на децата, дури и да се има некои оние флаерчиња да се делат по школиве, значи да има едукација, тоа обавезно. Имам едно внуче и еднаш запалив јас цигара на балкони, почна да плачи, ќе умриш, вика, немој да пушиш. Дали сте се уште пушач? Јас само пувкам во отворен простор, само така ќе работа. А инаку многу ми е криво, работев во просторија каде што сите пушеа, буквално јас дишев од сите цигарите. И кога појдов на лекар имав проблем, значи, навистина, и ми викаат дали си пушач, а ја не бев пушач. Сакам да кажам, отиќе ми помини з времето, пушењето во затворен простор да се забрани, и овие сега што дојде да продолжи, затоа што добро вистина овој што рече законот, добар беше и до некаде многу ретко некаде. Но ние имаме закон за забрането пушење, но не се почитува. Зошто? Да. Па сега пак да се актуализират, да се актуализират ова пак пушењево и пак да почнат да даваат казни во овие затворен простор, никако значи. И цената нека се зголеми, а едукација на прво место. Пријатно. Пријатно, големо благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Уште еден интересен коментар. Перла Балканит го има напишано следното. Еден англичанец имаше теорија, ако сите пушачи престанат да пушат и да купуваат цигари, за 2-3 месеци владите ќе почнат кампањи за пушење. Но како да се намали процентот на пушачи во земјава, кој што е исклучително висок, па дури и најголем во регионот? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден.
Добар ден, ве слушаме, во црвена линија сте. Дали е намален тонот на телевизорот? Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Вака, за пушењето. Повелете. Слушајте вака. Додека има капичи мали, оние што се отворат сега, децата и од 10 години ќе почнат да пушат. Не од големите само, и од 10 години ќе пушат. Тие кафичи, тие ги испустија дечината мали, нашите деца. Треба да се забрани тотално и тие капичи треба да се определи до 10, 11 или 12 сати пајром, а не до сабање да работат таму и децата да ги пустат. И во светот има кафетери, но строго е забрането да се пуши. Зошто кај нас има забрана за пушење, а не се почитува забраната? Кај нас, што е забрането кај нас? Сето е така пуштено на слобода. Кој како што сака и така работи. Ништо друго. Јас никогаш не сум пушел. И не сум би сакал да пушам. Си викам да работам јас цел ден ондека за 500 за илјадарка и да ги дадам за цигари. Да работам, нозете да ме бола и пред очи да ги изгорам парите. Тоа беше најглупа работа нешто. Ајде, според вас, зошто имаме волкав голем процент на пушачи во земјата? Зошто македонците толку многу пушат цигари? Па толку од 12 години пушат децата од по кафичине. Тие треба да се намалат. Старите веќе ние, јас постара генерација, нема веќе ние не пушиме. Али деца на пустошпра. Тие ќе се испустат и Така, благодарам многу за јавувањето. Секако веќе ја подготвуваме анкетата која што е активна на Инстаграм. Тука неминовно уште еднаш ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Инстаграм. Секако оние кои што не успеа да се вклучат во живо во црвена линија, секако преку коментари и споделување можете да дадете активно учество и на социјалните медиуми, значи Facebook црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook. Што се однесува до анкетата која што до овој момент беше активна, еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм, уште еднаш потсетувам за следите не, утре ќе имаме нова анкета, верувам и поголем број на вас ќе земате активно учество. На прашањето закон има за забрането пушење, но не се почитува. Имаше две опции за одговор зошто е тоа така. Под А, мали се казните, инспекциите не се работат работата. Но ова вака го поставивме, сега останува се разбира да ви укажеме како одговорија на Инстаграм. Ете, ова е тоа што ни треба. Интересен е резултатот. Еве тука секако во бројки. Ајде да видиме. Еве, велат вака. Под А, мали се казните 38%, а Б, инспекциите не се работат работата 62%. Благодарам многу за активното учество на Инстаграм. Следете на социјалните медиуми. Сега ќе ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме во студио. Тука останува да ви речам големо благодарам за активното учество во ова издание на Црвена линија. Верувам дека и оние кои што се страствени пушачи ќе се откажат што поскоро од оваа лоша навика, а ќе стекнат нова навика, а тоа е да гледаат никој како Кате и Ненад, во овој случај како Кате.